Приказни од тајната градина. Хајди. Четврти дел. И така Хајди се врати повторно на местото каде што беше најсреќна. Дедо и седеше пред нивната куќичка со наведната глава и замислен поглед. Хајди го виде дедо и почна да трча и да вика гласно: "Дедо, мој дедо!" Дедо и ја крена главата и ја примети Хајди, се стрча кон неа и исто викаше: "Хајди, моја Хајди!" Силно се прегрна. Колку ми недостигаше, дедо, оф, и ти мене. И така животот на Хајди продолжи повторно на планината. Хајди повторно одеше со козите и со Петар на падините. Така помина есента, зимата со сета своја убавина што ја нудеше планината. Преку зимата Хајди често одеше да ја посетува баба му на Петар и да ја чита книги. Тоа посебно и се допаѓаше на старата баба, која со многу внимание ги слушаше приказните од книгите. И така се додека не дојде пролетта. А кога дојде пролетта едно утро, Хајди стоеше на вратата и ја чекаше својата најдобра другарка Клара. Кога помина Петре, таа радосно го праша: "Петре, ќе дојдеш ли вечер да ја запознаеш Клара?" Но Петре само ја наведна главата и продолжи да оди. Не рече ништо. Дедо, Петре не ми рече ниту еден збор. Зошто ми е луд? Не ти е луд, љубоморен е. Пријателството што го имавте го чуваше само за себе. Мислам дека се плаши, дека Клара ќе ја сакаш повеќе од него. Ама тоа е глупост, дедо. И двајцата ми се пријатели. Глупаво или не, тој така се осеќа. Ето пролетно утро гостите веќе стигна. "Клара, Клара, бабо!" викаше радосно Хајди и трчаше кон нив. "Дојдовте, сепак дојдовте." На средбата тие силно се гушна и беа многу среќни, а Клара беше восхитена од гледката што ја нудеше планината. Клара и баба и цели 2 дена беа гости, но потоа бабата рече: "Ова навистина е преубаво место. Хајди била во право кога ни кажуваше. До последниот детаљ е убаво, а вие сте баш таков каков што ве опиша. И мило ми е што ве посетивме. Но време е да тргнеме." "Но бабо," се спротистави Клара. "Бабо, зарем не може да останеме уште малку?" "Те молам, бабо," молеше и Хајди. "Не сакам другарка ми толку брзо да си оди." Тогаш вака ќе направиме," рече бабата. "Клара може да остане овде неколку недели со тебе, а јас ќе се сместам долу во селото. Се разбира, ако и вие две така сакате." Клара и Хајди беа пресреќни. Се гушкаа, се смеја и на нивната радост им немаше крај. А ноќе заедно спија во таванската соба на Хајди, одма до округлиот прозорец. И така Клара остана на планината неколку недели,
а баба и се смести во селото каде што живееше Петре. Клара, исто како и Хајди, пиеше многу млеко од планинските кози, јадеше путер, сирење и здраво планинско овошје и почна да се осеќа подобро со здравјето. Преку ден, дедо ја носеше Клара да седат пред куќата, а навечер спиеа на таванот, гледајќи ги звездите. И господјата Сесеман, баба и на Клара, примети дека планината и годи по здравјето на Клара, па тие решија да го продолжат престојот. Само Петре беше незадоволен и бегаше од Хајди и од Клара. Но едно утро се случи нешто чудно. Петре, како и секогаш, дојде со козите пред куќата и кога ја виде инвалидската количка на Клара, која што стоеше пред вратата, се затрча, ја зеде на брзина и ја турна долу по ридот. Количката се удри во една карпа и целата се распадна. Петре, што направи? Викаше дедо му кога го виде. Но Петре избега. Се плашам дека немаме избор, Клара. Да, без мојата количка јас не можам да одам. Ќе одам долу во селото, за да ја донесам баба ти, за да си одите. А толку многу сакав да ги видам планинските пасишта. Толку долг пат, а сега нема да ги видам. Ќе ги видиш, извика дедо и на Хајди. Ја зеде Клара во рацете и заедно со Хајди отидоа горе кај пасиштата. Ќе ве оставам тука на ливадата, па ќе одам по баба ти, Клара. Ќе имате барем неколку сати да поминете заедно. Нема да го заборавам овој ден додека сум жива, Хајди. Ова е најубавото место на светот. Ливадите горе се уште поубави. Цели се прекриени со цвеќе. О, колку посакувам да ги видам. Може би не можеш да ги видиш, но јас ќе ти донесам цвеќе и Хајди истрча на погорната ливада да бере цвеќе. На брзина набра малку цвеќе и побрза да се врати за незината другарка да не седи сама. Но во тој момент Хајди го примети Петре како седи до Клара, па налутено го фрли цвеќето и почна да се расправа со Петре. Петре, срам да ти е за тоа што го направи? Како можеше само? И како можеш само да разговараш сега со Клара после се што и направи? Но тоа го направил затоа што те сака, Хајди, рече Клара. Се плашел дека повеќе нема да бидеш негова пријателка. Епа твоите кози имаат повеќе памет од тебе. Но јас му простив, Хајди, зарем не можеш и ти? Никако. Ама ќе направам се за да ја поправам работата. Добро, тогаш одма да ми помогнеш да ја одведам Клара до онаа ливада кај цвеќето. Ама Хајди, не верувам дека можам. Можеме ние заедно. Ајде, префрли ја едната рака преку моето рамо, а другата преку рамото на Петре. Ама јас не можам, Хајди. Можеш, Клара, мораш да пробаш. Сети се како ни кажуваше баба, дека ако веруваш, се е возможно. И така Клара, со помош на своите другари, се охрабри и го направи првиот чекор, па вториот и малку по малку почна да оди. Па јас успеав, јас одам, викаше возбудено Клара додека одеше. Јас навистина одам. За тоа време дедото на Хајди и бабата на Клара се качија кај пасиштата и многу се зачудија кога не ги најдоа девојчињата на местото каде што ги остави дедото. Не разбирам, тука ги остави освен ако и отидоа да ги бараат до следната ливада. А кога погледна, едноставно не можеа да веруваат на гледката.
Клара одеше сама по ливадата, па дури скина еден цвет. Па таа може да оди. Мојата Клара може да оди, викаше на цел глас баба и на Клара. Беше пресреќна од клетката што ја виде. Бабо, види! Одеше Клара насмејана, а баба и се затрча кон неа и силно ја гушна. Тогаш и дедо и на Хајди се доближи до нив и рече: здравото козјо млеко, како и чистиот планински воздух и помогнаа на Клара да прооди. Ова е навистина најубавото место на светот, си помисли уште еднаш Хајди и гласно изговори додека ја бришеше солзата радосница од незиното лице. А планината над нив како да им се смееше. Оваа приказна е раскажана за правилен развој на нашите деца.